Добар ден уште еднаш. Ова е третото од 3 предавања во врска со страдањето. Особено кога тоа се однесува на страдање за кое не сме виновни ние самите. Првиот пат зборувавме за тоа дека секој ќе страда. Ќе станеш помек или закоравен, послаб или посилен, но страдањето нема да те остави како што си бил. Зборувавме како да се справиме со него кога ќе дојде. Како тоа го прави секуларната култура, некои религии, па и самото христијанство. И тогаш рековме дека христијанството е поинакво од сите религии и од секуларизмот. Христијанството представи спасител кој плаче со човештвото. Кажавме дека верните во Христос имаат 3 нешта што им помагаат со маката и со страдањето. Прво, Бог кој страда со нив. Ниту една друга религија го нема тоа. Второ, христијанството вели дека си личност по смртта. И трето, ќе искусам воскресение. Ќе добиам ново тело, а ќе имаме и ново небо и нова земја. Значи ќе имаме проблеми, ќе имаме тешкоти, ама имаме надеж. Христијанството поучува дека некогаш страдањето е надвор од пропорција со стореното. Пример за тоа ни е самиот Господ Исус Христос. И последното, за кое зборувавме, беше дека Библијата и христијанството тврдат дека страдањето никогаш не е безсмислено. Минатиот пат започнавме со книгата на Јов. Таа зборуваше за ситуации во кои ни се случува некоја страшно страдање кое е неразумно, нечесно. И тоа може да е ментална болест, лекарска грешка, виша сила. Сите спаѓаат во она што го нарекуваме нефер страдање. Главната личност што ја запознавме беше Јов. Тој живее во земјата Уз. И за него ни се вели дека беше човек непорочен, праведен, богобојазлив и кој го одбегнува злото. Со други зборови, богат и побожен човек. Сатаната, оговарачот, почнува да обвинува дека Бог го штити на Јов. Му дал се што сака и повеќе од тоа и вели дека Јов го љуби Бога заради ќар. Кога изгуби се, ни се вели во првата глава 20 до 22 стих, Јов стана, ја раскина горната облека, ја остриже главата своја и падна на земја, па се поклони и рече: Гол излегов од утробата на мајка ми, гол и ќе се вратам. Господ даде, Господ го зеде, како што му беше угодно на Господа, така и станува. Нека е благословено името Господово. Во сето тоа Јов не сгреши и ништо неразумно не изрече за Бога. Без да знае што се случува на небото, Јов се најде во страшни маки и болести. Покрен со чиреви, кои ги чеша со парчиња скршени грнци, тој страда. А жена му додаде уште оган. Зар си уште цврст во добротата своја, вели таа. Навреди го Бога, па умри. Одговорот на Јов е многу интересен. Зар доброто само да го примаме од Бога, а злото да не го поднесуваме? Во сето тоа Јов не сгреши со устата своја. И во текстот понатаму читаме дека се појавуваат неговите тројца пријатели што слушнале што му се случило. Елифас од Темна, Вилдат од Сува и Софар од Нам. Се состанаа, вели словото, за да одат да такуваат заедно со него и да го утешуваат. Тие седат со него 7 дена пред да почнат да зборуваат. И тажат, гледајќи го во каква мака се наоѓа тој. Ајде да повторам неколку главни поенти од книгата што ги кажавме минатиот пат. Рековме од книгата Јов тврди дека страдањата спаѓаат во Божјата сувереност. Тие не се надвор од Божјата волја. Нагласката на добрината на Јов сака да го истакне фактот дека има такво нешто како недолжно страдање. Колку повеќе страдаме самите, толку повеќе се мачиме со проблемот на страдањето. А степенот до кој се мачиме со ова прашање е директно поврзан со опсегот на нашето лично страдање. Во книгата Јов Бог не обвинува ако во страдањето го искажеме нашиот очај. Исто така видовме дека не можеме да го одбегнеме фактот од страдањето многу често е обвиткано во мистерија. Не знаеме зошто се случува и никогаш можеби нема да дознаеме. Важното е дека во ниту еден момент Јов не ја губи верата во Бог. Сега, од другата страна на Јов се неговите пријатели, кои даваат плитки одговори и низ целото нивно зборување со Јов гледаме како произлегува и како се појавува еден силен дух на осудување. Јов одговара на тоа осудување со самоправдање и со тешки прашања.
вели дека не е виновен за ништо што може да заслужи толкаво страдање. Ти и јас како читатели денес го знаеме тоа. Јов и неговите пријатели тоа не го знаат. И сите утешни зборови во наводници што доаѓаат од тројцата тешители се сведуваат всушност на 3 обвинувања. Елифас сугерира дека Јов е виновен за лицемерство. Дури се повиква на небесна визија за која видовме дека беше лажна. Вториот пријател Билдат ги дава класичните одговори што сите ние сме ги слушнале, што ни ги дале нам кога сме во мака. Бог е совршен, Бог е праведен, тој не греши. Ако страдаш, или Бог сгрешил, или ти. А бидејќи Бог не греши, ти си крив за твојата ситуација. Третиот пак тешител Зофар вели дека Бог е толку свет, Јов е толку грешен, што страдањето низ кое сега поминува му е далеку помало од тоа што тој го заслужува. И од сето тоа кажано гледаме од и пријателите на Јов страдањето го разбираат само како казна. Во нивното разбирање на Бог нема место ниту уверување дека некој може да страда неправедно. Никаде не гледаме дека покажуваат сочувство или искрена тага. И реков минатиот пат, бранејќи го Бог, го дотепаа кутриот човек, што всушност требаше да го утешат. Сите аргументи кои ги дава Јов за него и сета расправија што тој условно ја води со Бог, не велам дека го прават неверник. Секој говор на Јов ќе забележите израз на мака на човек кој го познава Бога, кој сака да го запознае повеќе, кој не се сомнева дека Бог е тука, дека го слуша. Тој е уверен во Божјата праведност, ама не може да најде смисла во тие верувања, соочен со ситуацијата поточно во која е. Јов не сака теолошка расправа. Тој едноставно сака самиот Бог да каже: во право си Јов, не си ти крив за ова што те стане. Бог остава место да знаеме дека постои незаслужено страдање, дека системот грев казна не може да објасни се. И сега доаѓаме до последниот тешител и Божиот одговор на сето што се случува до тука. Значи, ќе зборуваме сега за Јов и за Елијов. Главите 32 до 37 се веројатно најинтересните, но и најтешките во оваа книга. Кога ќе почнеме да ги читаме, на самиот почеток некако ни се буди надеж. Елијов, кој досега не е спомнат, молчи за цело време на дебатата, бидејќи од текстот излегува од и другите тројца се постари од него, па тој им ја дава чест да тие првите настапат со аргументите. Но кога тие замолкнуваат, Елијов буквално експлодирува од гнев. Кон Јов и кон тројцата пријатели. Се лути на тројцата пријатели, оти тие не можат да му одговорат на Јов. Но многу интересно е исто така. За говорот на Елијов е дека неговиот став не е ниту пофален, ниту покуден на крајот на книгата. Ако се задлабочите во тоа што го зборува, ќе сватите веројатно дека тој е млад човек, умен, можеби не многу зрел, малку арогантен, ама сепак со самоконтрола. Јас би сакал да мислам, па и многу од коментаторите велат дека веројатно подоцна во животот станал мудар човек. Целиот негов говор некако дава вовед во она што Бог го зборува на крајот на книгата. И затоа, всушност, тој не е пофален за неговиот говор, бидејќи Божиот говор, после неговиот, го надминува неизмерно. Ама за разлика од другите тројца, не е ниту критикуван и покаран од самиот Бог, бидејќи не кажува ништо погрешно во за целото тоа време. Еве како тече неговиот аргумент. Тој започва со една изјава: внимателно ве следев и никој од вас не го изобличи Јова и не одговори на зборовите негови. Сега, тоа не значи да се согласува дека Јов е праведен, ама се оградува од мислењето на другите тројца, од тие, ја што би рекол, бедни некои таму тешители. И кога тој се обраќа кон Јов, прво го укорува што мисли дека може да зборува и да ја коментира Божјата правда. Ете, вели, во тоа ти не си прав. Ако значи се друго си прав што го кажа, во ова не си. И да ти одговорам, човекот со Бог не може да се мери. И ние ќе се согласиме со тоа. Може би Јов е невин, но тоа не му дава право да го обвини Бог за неправда. И првата причина зошто Јов не е прав е тоа, според Елијов, што Бог е поголем од човекот.
Елијов не вели дека Бог, бидејќи е силен, може да прави што сака. Туку дека може би Бог има цели и перспективи за кои Јов не знае ништо. Интересен е вториот аргумент на Елијов. Вели дека Бог зборува почесто и на поразлични начини отколку што самиот Јов сваќа. Со други зборови му вели: "Хеј, Бог ти одговорил, ама ти не го слушаш и не го разбираш." Слушнете ги стиховите од 33 глава, 14 до 18. Бог зборува еднаш и два пати, но луѓето не внимаваат. Насон, во ноќно видение, кога сонот ги соборува луѓето, во време кога спијат на своето легло, тогаш тој му го отвара на човекот увото и го запечатува своето кажување за да го одвлече човекот од лошо дело и да ја отстрани гордоста од него, за да ја запази душата негова од бездна и животот негов од пораз со меч. Или пак го вразумува со болест на постелата негова и со лута болка во сите коски негови. Значи, дали е пророштво, дали е сон, дали е болка, дали е мака, Бог не молчи, цело време ни зборува. И тука се прашувам дали ти и јас сме свесни за тоа. Или само сакаме Бог да ни зборува со некој јасен глас, да ни прати имейл или нешто слично. Елијов сваќа многу повеќе за тоа како функционира страдањето отколку другите тројца. Тој се согласува дека има страдање кое не е казна за конкретен греф. Бидејќи вели можеби целта на страдањето е превентивна, да го сопре човекот да не се лизне во пропаст. Сега ајде да видиме како Елијов одговара на прашањето како да се однесуваме кон самото страдање. Според 34 глава, ние мора да го прифатиме страдањето. Зошто? Тој одговара бидејќи Бог не може да сгреши. И затоа тој смета од Јов не е во право кога сака да се расправа со Бог, бидејќи на тој начин тој покажува бунт против Бога. Пак да се вратиме на прашањето дали Елијов мисли од Јов е невин. Во 35 глава тој јасно кажува ти не верува во тоа. Но за разлика од другите тројца, тој не бара список на гревови што Јов може би ги направил, не бара визии да му докаже оти е виновен, не е како Билдат да каже дека не добил колку што заслужил. Ама, дава примери дека логиката на Јов е погрешна. Ево само еден пример да спомнам за тоа. Јов предпоставува дека кога луѓето се потиснати, тие викаат кон Бог за помош. И вели, а ти Господи не одговараш. Елијов вика, не е така. Тие кои се во мака, обично викаат и бараат помош од рацете на силните. Ама не се вртат кон Бог во вера и молитва. Или, ајде да го донесам тоа поблиску до мене и до тебе, тој вели дека кога јас и ти сме во мака, прво се вртиме кон пријатели, познати, кон некои поголеми, посилни, побогати од нас. И дури кога ќе видиме оти тие не извисиле, или не можат да ни помогнат, се вртиме кон Бог, како кон последна шанса. И тој вели, затоа Бог не ги слуша таквите празни молитви. И практично во 35 глава тој го прашува Јов и вели, зошто бараш ти одговор од Бог, кога твојата предпоставка е оти Бог е должен да ти одговори. А истовремено го обвинуваш дека не е праведен. Или едното, или другото, вели тој. И во двете глави посветени на Елијов, 36 и 37 глава, тој се прикажува или барем се гледа како малку почувствителен од оние другите тројца. И неговиот став е навистина правилен. Бидејќи тој вели оти без разлика што сакаме да кажеме или мислиме за проблемот на злото и страдањето, ова е многу важно, Божјата праведност мора да биде сватена здраво за готово. Тука нема пазарење. Бог е праведен во тоа што го прави. Дали разбираме или не разбираме, не е поентата. Мојот Создател е справедлив, вели тој. Бог не е зол, тој се грижи за своите луѓе. Па тогаш, правилниот одговор кон страдањето кое не можеме да го сватиме, правилниот одговор кон незаслуженото страдање е вера и истрајност. И на тој начин ќе избегнеме огорчување. Елијов како да вели биди трпелив. Подобро е, како што вели еден коментатор, да бидеш светија кој страда, отколку безгрижен грешник. Најпосле, самиот Бог почнува да зборува од бурата, од 38 до 41 глава. Обидете се да замислите како одговори Бог.
Замислете како се чувствуваше Мојсей кога Бог проговори и му ги даде заповедите. Како се чувствуваше Исаија кога Бог постави прашање. Како се чувствува учениците кога Бог проговори на планината на преобразувањето. Јас за себе замислувам дека тука Бог грмна од небото. И кога почна да зборува, беше страшно. Тој вели вака: кој е тој што ја замрачува мојата промисла со зборови без смисла? Препаши ја сега половината своја како маж. Јас ке те прашувам, ти одговари. И следува еден бараж од прашања, а секој го подсетува на Јов на нештата што човек не може да ги направи. Кој може да ги направи само тој, Бог. И Бог почнува вели: каде беше ти кога ги поставува в основите на земјата? Си му давал ли ти некојаш во животот свој заповед на утрото и си го посочувал ли на зората местото на изина? Си влегувал ли ти во местата на снегот? Дали си го видел сокровиштето на градот што јас ги чувам за смутно време, за денот на битка и војна? Понатаму оди и дава некои аргументи од Вселената, вели: можеш ли да го врзиш јазалот на Плејадата и да ги разврзиш врските на Орион? Можеш ли да го изведуваш со звездието во времето негово и да ја водиш вечерната звезда? Оди уште подлабоко. Дали ти ловиш плен за лавицата и ги наситуваш лавчињата кога тие лежат во леглата или почиваат под сенка во засада? Кој ја приготвува храната на враната кога пиленцата нејзини скитајки без храна викаат кон Бога? Од звездите до грижата за гладното пиленце, Бог раководи, контролира и држи се. И ако Бог го интересира како ќе се нахрани пилето на чавката, зарем не го интересира како ние поминуваме ни сите маки, тегоби и тешкоти? Јов сакаше да разговара со Семокниот Бог. Ама тоа што сега го слуша од него не е тоа што мислеше оти ќе го добие. Сега е стреснат, како и што треба да биде кога се соочува со Семокниот Создател. Се прашувам дали ти си имал таква средба со Бог. Сакаш да ти одговори, бараш смисла, а кога тој навистина ќе даде одговор, не е тоа што го очекуваш. И ние, како Јов, очекуваме да бидеме оправдани, пофалени. Бог да ни каже: во право си, стварно страдаш, стварно тешко поминуваш, не се секире, ево е да ти кажам 1, 2, 3, 4, што ќе се случува понатаму. Да ви кажам, Бог нема да го направи тоа. Зошто? Бидејќи нема потреба да го прави тоа. Ни во оваа книга од Библијата не го направи. По првата пауза, одеднаш веќе Јов сваќа дека како тргнал не е народ. И вели: еве, јас сум ништожен, што да ти одговорам? Раката своја ја ставам врз устата моја, една зборував, сега веќе нема да одговорам. Зборував дури 2 пати, ама не повеќе. Бог не завршил. Вика: ајде, стегни се, биди маж, јас ќе те прашувам, давај ми ти одговори. И тогаш доаѓаат побитните прашања што Бог ги поставува. Вели: дали сакаш да го собориш мојот суд? Сакаш ли да ме обвиниш мене за себе си да се оправдаш? Дали е твојата рака таква како на Бога? И можеш ли како него да грмиш со гласот свој? Тогаш, вели Бог, украси се со величие и со слава, облечи се во блескот и великолепие, излеј ја јароста на гневот свој, погледај се што е гордо и смири го, погледај ги сите горделиви и понизи ги, сотри ги безбожниците на местата нивни, закопај ги сите во земјата и покри ги лицата нивни во темнина. И Бог иронично вели: тогаш и јас ќе признаам дека твојата десница може да те спаси. Кој човек на земјата е спремен да му каже на Бог: ете, јас ќе го направам, тоа нема проблем. Бог не го обвинува на Јов за некој греф, заради кој дошло до неговото страдање. Тој не дава одговор на сите зошто од страната на Јов. Не се противи на одбраната на Јов дека не е виновен. И сакам да запомните барем едно нешто. Причината зошто го исправа Јов пред себе и му вика: чекај, застани да се разбереме, не е затоа што Јов сака да се оправда себе си. Туку затоа што е спремен да го обвини Бог за да се оправда себе си. Со други зборови, Бог не е тука да одговара на прашањата на Јов во врска со злото и страдањето, туку да му каже и него, и нам, дека кога страдаме, едно нешто што не смееме да го направиме е да го сметаме Бог за виновен. Бог тоа не го прифаќа. Ајде да ве подсетам на Адам и Ева. Првиот маж и жена. Ве враќам на почетокот на Библијата во книгата Битие. Кога Ева сгреши, што направи? Ја обвини змијата.
Кога Адам сгреши, кого обвини тој? Се сеќавате? Го обвини Бог за својот грев. Вели, жената што ти ми ја даде, ми даде да јадам. Боже, ти си виновен што јас грешам. Тоа го прави Јов тука во оваа ситуација. И затоа Бог продолжува и во 40 и 41 глава продолжува да поставува реторички прашања. Можеш ли ова? Можеш ли она? А одговорот се разбира, не можеме. Значи, поентата е дека ако Јов сака да го обвини Бога за неправда, тоа мора да го направи така, што ќе докаже дека правдата негова е поголема од таа на Бог. Ако не може да се избори со спомнатите зверови во созданието, или со космичките сили што се наведени, од каде ќе му е силата да бара, или пак да спроведе правда поголема од Божјата? Јов е свесен дека кога ќе се соочи со светиот Бог, дека нема што да каже во своја одбрана. Ајде да го прочитаме целиот одговор на Јов во 42 глава, 2 до 6 стих. Му одговори Јов на Господ и рече: знам дека ти се можеш и дека намерата твоја не може да биде неизвршена. Кој е тој што го помрачува провидението со зборови што не ги разбира? Ете, јас го говорев она што не го разбирав, си признав. За чудни дела што не можев да ги знам. Послушај ме, викав јас, и ќе говорам, и што ќе те прашам, објасни ми го. Честно признава што викал: ајде Боже, кажи ако смееш, што сум ти крив? Па вели: бев слушал за тебе со слухот на увото. Сега пак очите мои те гледаат. И неговата реакција е правилната. Затоа јас се откажувам и се каам во прав и пепел. Ајде сега, како да ја разбереме оваа размена помеѓу Бог и Јов? Има некои кои велат дека Бог го спомнува созданието и убавината во него, за да му каже на Јов дека ако се најде во мака и страдање, погледни на убавината, погледни на небото, погледни на се ова прекрасно што сум направил околу тебе, и тоа ќе ти делува како аспирин, нема веќе да те боли. Не верувам во тоа, бидејќи ако сме честни, кога јас и ти страдаме, а другите уживаат во нешто, тоа ни ствара уште повеќе мака. Такви сме луѓето. Позната е реакцијата на Џорџ Бернард Шо, кој во врска со книгата Јов вели: Јов прашува зошто страда, а Бог не може да смисли ништо подобро отколку да се фали со снегулки и крокодили. Јас прочитав еден цитат додека се спремав за ова предавање од еден еврејски автор, Ели Висел, кој смета дека Јов требало да продолжи да прашува зошто, се додека не добие одговор. Ама и овие двајца автори грешат во едно. Тие сметаат дека се што се случува во Божјото создание треба да ни биде објаснето нам, мене. Предпоставуваат дека Бог е должен да ни даде одговор. Дека не постои разумна причина Бог да не ни одговори на се што ќе го прашаме, и тоа одма. Тоа во крајна сметка значи оти Бог повеќе треба да се потруди да ни одговара на нашите прашања, отколку да го интересира дали му даваме обожување и дали му веруваме. Сите аргументи, целата тежина, ако сакате, на Божиот одговор кон Бог лежи на два столба, на две работи. Првата ја спомнавме. Јов се обидува да се оправда себе си така што ќе го обвини Бог. А тоа не е прифатливо. Ако јас и ти сме направиле такво нешто, треба да се покајаме како Јов и да кажеме: Боже, прости. Фала ти за благословот што си ми го дал, фала ти за се што си ми дал, прости ми што ако не е по мое, сметам дека ти си крив. А втората работа е следната. Ако има толку многу работи во овој свет кои Јов не ги разбира, зошто пак толку инсистира да го разбере само сопственото страдање? Има работи што нема да ги разбереме, бидејќи не сме Бог. И точка. Нема друг одговор. Еве зошто одговорот на Јов е толку точен кога одговара. Интересно е дека тој не вели: аха, фала ти Боже, сега разбрав. Неговата реакција е: се кајам. Зошто се каја? Заради ставот кој инсистира како Бог да е должен да му даде одговор. Се кае што не го запознал Бога подобро. Вели: бев слушал за тебе. Сега пак очите мои те гледаат. Затоа се каам, вика, во прав и пепел. За тие кои не го познаваат Бог,
За тие кои инсистираат самите да се богови, овој заклучок нема смисла и не е добар. Ама сепак, Јов поучува дека во овој свет е подобро да се познава Бог и да му се верува на Бог, отколку да се бараат некои права кои му припаѓаат само на Бога. Во светот во кој живееме, страдањето секогаш ќе биде обиткано до некаде со мистерија. Јов исто така не поучува да практикуваме вера, не слепо, безсмислено подчинување кон некакво безлично, нешто, туку вера во Бог кој ни се открива самиот на нас. Одиме кон крајот. Откако Јов се моли за неговите пријатели по заповед Божја, Бог пак го прави богат и успешен. Неговите роднини пријатели се собираат околу него и му помагаат да застане на нозе. Му даваат подароци, што би рекли ние денеска, му даваат можност пак да застане на своји нозе и да почне бизнис. И семејството му расте. Пак пишува таму уште 7 синови и 3 ќерки. Вели дека стадата му стануваат двојно поголеми отколку пред маката и страдањето. И тука добиваме уште еден поинаков опис на Јов кој го нема на самиот почеток. Пишува дека немаше жени побави од ќерките на Јов и дека Јов им дал нив наследство заедно со браќата. Уште еден доказ за мудроста на Јов, ако сакате. Во традиција каде што ќерките добивале само мирас, овде добиваат наследство како синовите. Многу некој напредно сваќање. Заради неговата, во известна смисла, верност, ни се вика дека живееше до длабока старост. Пишува дека видел деца, внуци, правнуци и праправнуци. И во Библијата пишува умира стар и сит од животот. Еден епитаф кој го гледаме запишен само за избрани луѓе во Библијата, како Аврам, Исак, Давид, еден свештеник има Јехоада и можеби уште некој. Ако сакаме сега да зборуваме од искуство, многу ретко страдањето има среќен крај како тука. Ама јас не мислам оти поентата е дека ако страдаме неправедно, Бог ќе ни даде уште поголема награда. Вистина е дека Исус вика блажени сте кога страдате без причина, ама вели заради мене или моето име, односно заради нашата вера во него. А тука тоа не е случај. И најчесто во нашиот живот тоа не е случај. Ајде накусо да повториме зашто зборувавме. Во денешниот свет ретко кој сака јасни изјави за тоа што е правилно, а што е неправилно. Интересно е, особено ако и гледате денешните филмови, денешнината не сака херои и лошковци. Сака сите да се мешавина од двете. Како резултат сакаме слобода да правиме што сакаме, истовремено сакаме Бог кој ќе ни одговори веднаш штом поставиме прашање, како Google. Пребарувате наоѓате што ве интересира. Низ целото страдање, Јов покажува дека му служи на Бог од чистотата на срцето. Бог докажа пред сатаната и пред нас читателите дека е тоа можно. Сега доаѓам до нешто многу важно. Без разлика дали ќе е крајот среќен или несреќен, тоа не го поништува нити го намалува самото страдање. Загубите што Јов ги претрпе сигурно му беа пред очи до смртта. Јас не верувам дека кога му се родија 7 синови и 3 ќерки повторно заборави на првите 10 деца. Оно вистина, среќен крај е подобар отколку мизерен крај. Ама страдањето останува страдање без разлика на крајот. Книгата на Јов, како всушност и целата Библија, инсистира дека страхопочитот кон Бог води до живот полн со изобилство. Ако тоа не е вистина, страхопочитот кон Бог ќе беше глупава и еден вид на едно само измачување, ако сакате мазохизам. Постои казна за лошо однесување и непочитување на Божите правила. Но не постои инстант примена на принципот грев казна. Библијата отворила формули кои тврдат дека религиозните, или ајде верните, секогаш ќе напредуваат, а лошите секогаш ќе бидат казнети тука на земјата. Библијата препознава и други причини за страдање, за кои ние, ти и јас, не сме виновни. Ако внимателно читате на крајот на книгата Јов, благословите што ги доби Јов не беа награда на крајот за тоа што бил верен додека страда. Крајот, епилогот, како сакате, едноставно опишува како Бог го благословил Јов, бидејќи самиот тој сака да го направи. Тоа го направи од кеф. Не оти мора да го направи. Од чиста доброта на неговото срце. Една многу важна забелешка, за да не ме свати никој погрешно.
Да не помислиме дека Бог се игра со животите на луѓето. Кога реков дека Бог се облажи со сатаната, тоа не значи да го направи заради некој каприц. Предизвикот што го даде сатаната не беше играчка. Ништо во книгата на Јов не ни кажува зошто се случи сето тоа што се случи. Ама, од Библијата гледаме дека Бог се грижи за спасението на мажи и жени и секоја битка, секоја борба, секоја лично страдање, заслужено или незаслужено, е дел од таа космичка битка меѓу Бог и сатаната. Охрабрувачки е фактот и битката е страшна. Сите страдаме, ама крајот е сигурен. Да ве потсетам на нашиот врховен пример повторно. Господ Исус Христос страдаше без да има греф. Умре без да има собствен греф. Бог не го направи тоа безсмислено од играчка. Знаете, ако мислиш или ако мислиме дека Бог си поигрува со луѓето со нас, смееме ли да мислиме дека си поигра и со самиот себе? Во личноста на Господ Исус Христос? Никако. Јов искрено бара вистината. Не дозволи плитки одговори да го спречат во тоа. Тој не ја негира Божјата сувереност, ниту ја негира Божјата права. На крајот на краиштата, Јов помина низ овие страдање со највисока оцена, бидејќи никогаш не му сврте грб на Бог. Ако го споредиме Јов со пријателите, иако тие се обидуваат да го бранат Бог, нивната теологија, нивното уверување, всушност му дава на Јов само едно искушение. Да признае гревови што не ги направил, да му се врати богатството. Со други зборови да го направи точно тоа што сакаше сатаната. И ако Јов го послушаше нивниот совет, Јов реално ќе се оддалечеше од Бог и ќе го бараше Бога само заради лична полза. Боже, јас се каам, нема везе што не сум направил, ти ќе ми простиш и јас ќе имам полза. Затоа Јов толку се бори да не се случи тоа. На крајот на краиштата, ако сакате, страдањето е врховниот тест на нашето познавање на Бог. Дали е нашата вера доволно цврста, што кога ќе се соочи со страшни маки ќе не натера да поставуваме тешки прашања, ама никогаш нема да ни дозволи да се оддалечиме од Бог? Или првиот проблем е ќе не врати назад кон безбожност. Или е можеби подобро да ги појасниме работите, па да кажеме јасно и гласно, како апостол Павле во 1 Коринтијаните 10:13. Друго искушение вас не ве зафати освен човечкото. Но верен е Бог кој нема да допушти да бидете искушувани повеќе од силата ваша, а заедно со искушението ќе ви даде и излез за да можете да издржите. И од оваа перспектива сваќаме дека во Божиот ум никогаш не постоеше сомнеш дека сатаната можеше да победи. Не постоеше шанса за такво нешто. Прочитайте го пак стихот од 1 Коринтијаните 10:13, ако не ви се верува во тоа. Кога страдаме, понекогаш ќе има и мистерија. Ќе си ги поставуваме прашањата зошто? Зошто? Но јас имам многу поважно прашање од тоа. Не ако се случи, туку кога ќе се случи да влеземе во страдање. Прашањето е ќе имаме ли вера? Како ќе се справиме со него? До гледање и до слушање наредната недела.